Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Честит нека е денот на Канада, почитувани слушатели. Токму во овој канадски празник се јавуваме директно со радиопрограмата Глас од Македонија, во која ќе дадеме прилог за утрешниот празник Свети Наум Охридски, а исто така ќе отпочнеме да даваме осврт, иако и со куси информации за древните македонски владатели, но и мој коментар на неделата. Па, за почеток, нека засвират гајдаджиите, за да за вас пак запее Дамјан Стојановски. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Свири гајдачи, дур не раздени. Свири гајдачи, свири ми брапети, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Свири гајдачи, дур не раздени.
Граѓанска иницијатива. Тоа е декларација од страна на македонскиот народ кој се спротивставува за промена на уставното име на Македонската православна црква Охридска архиепископија во некаква си православна црква на Северна Македонија. Апелот до сите вас, почитувани слушатели, е да ја подпишете ова декларација во одбрана на последниот столб на македонската држава како македонско. Организацијата Обединети македонци својот македонски национален празник Илинден ќе го одбележат на 6 август со сенародниот пикник во паркот на Организацијата Обединети македонци, со песни и ора во изведба на познатиот оркестар Децата од Буф, како и ќе има и кебапи, ќе земе збор пред присутните гости председателот на организацијата Драги Стојковски за да каже за важноста на овој наш македонски национален празник Илинден. Повелете и ова година достојно да го прославиме нашиот македонски национален празник Илинден. Но пред тоа, поточно и оваа година, Леринското друштво ја отвора вратата од Илинденскиот парк на Организацијата Обединети македонци на 9 јули, за да сите вас ве дочека со убава македонска музика на Сонја и Оливер, а за добар апетит и вкусните кебапи и пченка ќе се погрижат и самите домајкини. Цената е само $10. Председателот на Леринското друштво Грегори Цанев со неговата управа ве поканува за да заедно и пријатно го поминете меѓу роднини и пријатели тој наш јулски ден 9 јули. Кујната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Трима Граните, вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината на самата кујна. Не чекајте, побарајте го вистинскиот мајстор Алек Кирков. Телефонот е 365-888-6096. Да повторам, 365-888-6096. Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки слично да продолжи и понатаму да се емитува оваа најстара македонска радиопрограма во светот. Свети Климент Охридски, тоа е Македонската православна црква во Торонто, која е една од најубавите украси на торонскиот град. Во неја на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416-421-7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби и македонските религиозни празници од 10 часот утрото. А пак оркестрот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, веќе преку 40 години го забавува нашиот македонски народ и е единствен оркестар со нивната автентична жива музика овде во околината. За банкети, фамилиарни слави и слично, побарајте го Крис Клашов на 905-520-1474. Да повторам, 905-520-1474. Оркестрот Децата од Буф, лек за вашата душа и расположение. И да спомнам дека на 29 јули црковната општина од Свети Климент Охридски во чест на македонскиот поглавар Стефан и митрополитот канадско-американски Методи ќе приредат банкет во салата на истоимената црква на Свети Климент. Цената е $100. За подетални информации и влезни карти јавете се до црковниот телефон 416-421-7451. Како што реков, утре е празникот Свети Наум Охридски, а пак на 7 јули е празникот Свети Јован Претеча, односно Иван ден. Токму вечерва ќе се задржиме со прилогот за нашиот македонски чудотворец Свети Наум Охридски. Свети Наум Охридски роден 830 година, а умре 910 година. Средновековен научник, писател, учител и еден од основоположниците на словенската писменост и македонската писменост и просвета. Денес неговите мошти се изложени во по него наречениот манастир Свети Наум.
Свети Наум потекнувал од богати и побожни родители, а поради љубовта кон христијанството, тој се откажал од наследството и се замонашил. Тој бил најмладиот ученик на светите Кирил и Методи. Со нив тој учествувал во Моравската мисија и го ширил христијанството и во Панонија, Девол, Илирик и други краишта. По завршувањето на Моравската мисија, најпрво се приклучил во работата на Преславската книжевна школа, подоцна заминал во Охрид, каде му се приклучил на Свети Климент во работата на Охридската книжевна школа. Свети Наум бил еден од основачите на Преславската книжевна школа, каде работел како учител од 886 до 893 година. Како еден од најдаровитите ученици на браќата Кирил и Методи, во 893 година, кога Климент бил назначен за словенски епископ во Дрембица и Велика, на неговото учителско место во Кутмичевица бил назначен Свети Наум Охридски како раководител со Охридската школа во текот на 7 години, а во 900-та година се повлекол во манастирот посветен на Свети Арангел Михаил. Во манастирот Свети Наум собрал големо монашко братство. Познато е дека се занимавал со литературна дејност, но неговите текстови се уште не се идентификувани. Од двете кратки житија напишани на црковно-словенски јазик, односно би рекла старомакедонски јазик, се гледа дека бил голем учител, просветител, кој се разбира во народната медицина и толерантно ги водел црковните работи на Свети Наум Охридски и се припишуваат и делата канонот за апостол Андреј и канонот за пренесување на моштите на Јован Златоуст. Свети Наум Охридски чудотворецот починал на 23 декември 910 година во манастирот Свети Наум на возраст од 80 години и бил погребан лично од Свети Климент Охридски во манастирската црква. Набрзо по смртта Наум бил канонизиран за светец поради чудата кои се случувале на неговиот гроб и во манастирот, а култот за него започнал да се шири во Македонија, а исто така и во соседните држави, а тогаш Македонија. Во посланието на Охридскиот архиепископ Јосиф од 21 мај 1740 година се вели дека чудата на благодетите на Свети Наум биле побројни од звездите на небото. Сепак, првите легенди и преданија за неговите чуда биле објавени во втората половина на 19 век. Во 1925 година српскиот епископ во Охрид, владиката Николај, издал книга со 30 чуда, преданија и кажувања за Свети Наум, пишувајќи дека Свети Наум е почитуван и живее како опомена и совест во душите на луѓето. Во една легенда се вели дека Охридскиот цар му го изградил манастирот на Свети Наум, додека во друга, запишана од Бранислав Нушич, се вели дека манастирот бил царски дворец кој Свети Наум го добил како подарок за извлекување на царската ќерка. Кога зборуваме за Свети Наум, тогаш и управата на црквата Свети Наум Охридски со председателот Крис Клашов сака на сите своји верници и на целиот македонски народ да го честите утрешниот празник Свети Наум Охридски со желба во секое семејство да има радост и убавени. Крај тие бистри води рани лечат македонци. На гробот на Свети Наум Охридски, Свети Кирил, Свети Наум, Свето писмо се е исконско. Тоа е наше славно минато. Свети Наум Охридски, вечно ке го славиме, каде и да сме во негово име, песна да запееме.
slavime, kade i da smemo njegovo ime, dobro da zaigrame, kade i da smemo njegovo ime, dobro da zaigrame. Уште еднаш нека е честит празникот Свети Наум Охридски, чудотворец, а исто така и Иван ден. И сите оние кои ги носат тие имиња, нека им се честити и вечни. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев точно утре ќе биде домајкин на овој значаен ден по повод патрониот ден на Свети Наум Охридски. Повелете од 10 часот утрото на заедничката богослужба. Но не само тоа, повелете за било какви свечености, свадби, крштевки и слично. На располагање ви стои и банкетната сала која собира со капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395 905 975 5395. Секој еден посакува да живее во свој удобен дом. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty, продавач на куќи, е покрај вас. Завртете го телефонот 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. 21. јули петок, вечерна забава или сединка со староградски македонски песни од 8 часот навечер во салата на црквата Света Недела од Ajax. Ке ве забава оркестерот на Ице Георгиев и Тасе Стојановски со староградската песна, а исто така ќе имате и старокритски јадења. Но затоа пак идните два дена, 22 и 23 јули, по повод патрониот ден на црквата Света Недела во Ajax, која е на 20 јули Света Недела, денот, со фестивалот почнувајќи од 12 часот, тоа е сабота и недела. Саботата ќе ве забавува оркестерот Македонски Мелос, а неделата повторно со оркестерот на Ице и Тасе. Добро дојдени сте сите. А сега да дадеме блиц вести околу протестот што беше поради хомосексуалците, а второто е од познатата Давкова Гордана или Силјановска, која се обреќа во собранието на Република Македонија. Да чуеме. Да им кажеме данас животот и на светоста на семејството оформено од еден маж и една жена, за да им кажеме како ги браниме нашите најмили, децата, од неприфатливи и наградувачки нови идеологии. Секуларното општество не значи и безбожно општество. Порача поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан од Народниот собор против законите за матична евиденција и родова еднаквост. Под слоганот "Имаме должност", архиепископот Охридски и македонски порача дека го разбираат стравот на родителите за нивните деца, ако овие закони станат обврзувачки. Ставот на црквата дека овие закони се дел од нова идеолошка пропаганда со која се подметнува поимот род кој се изопачува од она што досега бил. Не треба да веруваме во подобар свет ако во него нема место за Христа. А новото руво на исконската измама е дека црквата треба да го прекине своето патување кон ескатонот и да остане тука во времето и во историјата, бидејќи овој свет ќе стане рај без Бога, а човекот Бог без Бога, па ќе може да го пресознава светот и веков согласно критериумите на својот отпаднат од Бога ум и спротивно на поредокот вграден во природата од Создателот. Аргументацијата на новиот закон за родова еднаквост се повикува на правата на жените, но всушност е насочена на правата на трансродовите индивидуи, порачува академик Катица Ќулавкова. Историјата е полна со ништа претворени во кошмари. Приказната за женските права на општествена еднаквост со правата на мажите е една од тие тажни приказни. Трае долго, крајот е неизвесен. Не само од Копенхаген 1910 година и не само до Скопје 2023. На почетокот таа имаше призвук на голема идеја која ќе го промени светот на подобро. Кон крајот на 20 век таа приказна се подкрепи академски и научно
со феминистичките студии. Поддржувачи на идејата на МПЦ и верници од цела Македонија се собраа пред соборниот храм за да се спротивстават на донесувањето на овие закони. Вела дека не сме да се дозволат законски решенија кои го рушат семејството. За поддршка сум дојдена и во целост го поддржавам владиката Јаков. Маж да раѓа, може ли две жени да стварат фамилија? Ни случајно, благодарам. А ми пречи родовата еднакост, бидејќи имаме само два рода, тој е машки и женски род. Моје сметам дека не е како што треба. Треба да се повлече тај закон за да... Поддршка на соборот даде и бискупот на католичката црква Киро Стојанов, кој лично се појави пред соборниот храм. Одива за да доа морална поддршка, но поради нивниот празник одлучија да не присуствуваат. Ивана Соколовик, најдова, Сител телевизија. Среде ковидот, некаде пред локалните избори, од владата почнаа да пристигаат овде закони напишани со иновативна номотехника, на лева страна колумна на македонски јазик, на дестра страна колумна на албански јазик. Не знам дали е тоа изум правен на генералниот секретаријат на владата, но ме чуди пасивноста на секретаријатот за законодавство. На пати си мислам да не е некој награден проект од Фондот за иновации. Еве зашто се работи. Значи, реков, ја наследивте ситуацијата, јас одговорно тврдам дека оваа креација е спротивна на рамковниот договор, дека оваа креација нема уставен основ, дека оваа креација нема законски основ и дека е компаративно неспоредлива. Еве зошто. Значи, што ви предочувам јас? Точно е дека по рамковниот договор и според амандманот 5 на Уставот, пратениците албанци имаат право да ги добиваат сите материјали, вклучувајќи ги и законите, не само на македонски или покрај на македонски и на албански јазик, и впрочем законите и се објавуваат на албански јазик. Ама амандманот 5 и рамковниот договор јасно велат дека пратениците македонци, турци, роми, срби, власи и бошњаци немаат обврска да добиваат закони и други акти на албански јазик. Што се случува? Прво, видокругот е таков што не можете да следите два текста, веројатно затоа каде и да отидете и во Европски парламент и во Совет на Европа, ќе си кликнете француски, англиски, германски, некогаш италијански и ќе добиете текст. Македонски не е уште. Дај, македонски не во Советот на Европа, ве молам. Нешто не сте биле изгледа тамо, јас сум тамо со децении. Значи, повторувам, ако некој мисли дека ставот 5 на амандманот 5, кој што вели дека во органите на државната власт службен јазик, различен од македонскиот, може да се користи во согласно со закон, тогаш правник е министерот за правда да објаснам дека може е диспозитивна норма, а не императивна норма. Значи, пратениците може да зборуваат албански, македонски, ама може и албански. Диспозитивна норма не е мора, меѓутоа кај нас се трансформира во мора, па ние овде дури и си ги гледаме имињата и презимињата, вклучувајќи ме и мене, на една заедничка расправа, напишани и на албански јазик. Значи, јас ве молам, премиере, иако го наследивте ова, да го прашате вашиот секретаријат за законодавство и Министерството за правда, дали нема опасност да бидеме изгубени во преводот, оти кога кривам, јас ракам, кривам за два текста. Тоа никаде не се случува. Може да има разлики во преводот. Значи, го почитувам правото на колешките и колегите албанци да добиваат материјали на свој јазик, на албански јазик. Јас исто така имам
право, но немам обврска да примам и на албански јазик и ме молам, ако зборуваме дека јазикот е татковината, да ми го овозможите ова. Што мислите за моето тврдење дека всушност некој фактичка промена извршил на амандманот 5 на Уставот и на рамковниот договор, јас ги носам обата, а тоа не го пишува во Уставот. Ако е за утеха, Врховниот суд неодамна рече дека може во начелен став директно да се применува Уставот и Европската конвенција за заштита на правата на малцинствата кога се работи за прашањата за кои јас зборувам. Тоа е првото прашање. Второто прашање е за мојот колега, министерот за правда, и повеќе е размена на дилеми од што прашање, но би сакала да ми одговори. Имено, Уставниот суд едногласно реши да поведе постапка за оценка на уставноста на вашето упатство за внесување на националната припадност во изводот од матична книга на родените, во изводот од матична книга на венчаните и умрените, воден веројатно од членот 4, став, значи од членот, 4 став 2, член 11 став 3 и член 13 став 1, во кои покрај државјанството наведена е и националноста. Но што заборави министерот за правда? Заборави дека оваа одредба некогаш беше дел од преамбулата и во нашите социјалистички изуми за малцинствата прво се употребуваше народност, а потоа и националност. Меѓутоа, да подсетам, за време на промените врзани за Преспанскиот договор, сите не уверуваат дека се синоними nationality, односно националност, и државјанство, односно citizenship. Сега замислете, не постои никаде во Уставот израз националност, не постои, и вие, кога сте работеле на упатството, што сте морале да ете и да видите? Наместо да толкувате механички, сте требале да пристапите телеолошки, целта не може балансер да ви биде цел за промена, и херменевтички во целина, до што доведувате, зошто? Бидејќи прво националност нема, во Уставот има заедници во нормативниот текст, а во преамбулата каква ти не генеза од малцинство, па понатаму граѓани дел од народ, па граѓани дел од па граѓани делови од народи и така натаму. Значи, ве молам да ми кажете дали ќе ги сносите последиците од одлуката на Уставниот суд, бидејќи тој може да го оценува не само упатството, туку и членовите неуставниот законот и да донесе одлука што ќе биде поништувачка. Дали ќе сносите одговорност? Последното прашање е пак за почитуваниот премиер. Најавувате честопати во дует со господинот Маричич дека ќе организирате тет-а-тет разговори со нас пратениците за уставните измени. Тоа за еден професор по уставно право е непознат парламентарен институт. Парламентот е школа демократија, расправа отворено, значи инклузивно, транспарентно, вие одговарате пред нас, не ние пред вас, и не ми е јасно како ќе ги организирате овие информативни разговори. Ве молам затоа, за да го проверите она што претходно колешката го кажа, нели што ќе направите како влада за уставните измени, не баре владата носи уставни измени, јас ве молам да го доставите овде предлогот за измена на Уставот, за да можеме да разговараме за него и да не размислувате за некакви измислени разговори поединечни меѓу нас и вас, зашто е тоа непознат демократски институт, ниту е во ред. Немојте да се повторувате, немојте да го правите она што го правеше вашиот претходник. Не ви личи тоа, премиере.
Сакам да ми кажете како мислите да го организирате, да ги организирате овие формални одговори на кои постојано се повикувате. Немајте да го следите примерот на нашиот председател, кој што овде треба да дојде пред Нова година, има таква уставна можност и да ни каже што се случува во моментов, што мисли да се направи, како да се гради консензус и така натамо. Значи, пречекорете го Рубикон и пратете го предлогот овде. Граѓанска иницијатива. Тоа е декларација од страна на македонскиот народ кој се спротивставува за промена на уставното име Македонска православна црква Охридска архиепископија во некаква си православна црква на Северна Македонија. Апелот до сите вас е да ја подпишете ова декларација, почитувани сонародници, во одбрана на последниот столб, на последниот директ на македонската држава како македонска. А сега од историјата на Македонија. Познато е дека Македонското царство владеело речиси низ целиот свет, а артефакти, написи со најдени написи и дури и на африканскиот континент. Зафаќала Македонија големо пространство, но како значајна, важна држава станува во 4. век пред нашата ера по покорувањето на така наречените грчки полиси или градчиња од страна на кралот Филип II Македонски, а неговиот пак син Александар Македонски успел да го освои Персиското царство, каде се жени за Роксана, персиската принцеза. Вечерва ќе отпочнеме со барем 50-те би рекла владатели антички на таа наша древна Македонија. Ќе имаме кратки информации за жал, некаде пократки, некаде малку подолги, но сепак отпочнуваме со владателот Каран. Каран владел од 808 година до 778 година пред нашата ера, а според некои извори од 825 до 778 година, според одредени извори на Дексип, првиот крал на Македонија. Според Херодот, основач на македонската пак монархија бил кралот Пердика еден, или Пердика први, како обединител на македонските племиња. Каран е основач на династијата Аргеиди и е предок или прапрадедок или како што велиме чукун дедо на Александар Македонски и тоа 17 колено. Каран потекнува од семејството на Темениидите од Арк. За него постојат повеќе преданија. Го основал своето кралство Ајга, кој денес е познат Кутлеш, односно што го викаат грците Вергина. Се вели за него немало место да владее во Пелопонескиот арк, каде тогаш власта ја држал неговиот брат Фејдон и Каран на молба од кнезот на денешна Рупишта оди да му помогне во борбите против соседот на кнезот кај Кожени, кај Калјерско. Ги разбил Кисеја и во освоената територија основал свој град. Според Хигин, Кисеј бил тој што го поканил Каран да му помогне против соседите, ветувајќи му ја својата ќерка и своето кнежество. Но навреме предупреден е од еден Кисеев роб за стапицата која му ја подготвувал. Каран го убива овој кнез. По победата над Кисеј, Каран издигнал трофеј, но еден лав се спуштил од Олимп и го соборил столбот. Од тогаш македонските кралеви не издигнуваат трофеи на победите. Според преданието на Јустин, Каран од
од кога собрал војска и дошол во Македонија, врвејќи зад едно стадо кози со помош на дождот и маглата, успеал незабележано да влезе во еден град. Изгледа откако го заземал градот, тој се сетил на предскажувањата и тука го поставил својот престол. Градот го нарекол Ајга, како што реков денешен Кутлеш. Оттогаш во сите војнички походи пред единиците настапувале кози, а Каран, откако ги изгонил непријателските кнезови, ги обединил племињата и го основал Македонското кралство. Според второто предание, Аполон му предскажал на Каран дека една коза ќе му го посочи местото каде да го основа градот од каде што ќе владее. Тој дошол во Македонија и откако предскажувањата се остварило, градот што го основал го нарекол според козата Ајга. Наследник на Каран е неговиот син Коин, кој владеел 28 години, од 778 до 750 година пред нашата ера, по смртта на неговиот татко. Токму тогаш во времето на неговото владење, поточно од 778 година пред нашата ера, отпочнуваат и Олимписките спортски игри. По неговата смрт го наследува неговиот син Тирим или Тирима, кој владеел од 750 до 700 година пред нашата ера. Следниот македонски владетел е Пердика I, за кој, како што реков, античкиот историчар Сатир пишува дека бил син на Тирима, кој владел од 700 до 678 година пред нашата ера. Но, како што реков, Херодот пак има и друго предание. Пердика I, крал на Македонија, како што испомнав претходно, владел од 700 година пред нашата ера до 678 година пред нашата ера. Пердика е познат како прв крал кој го обединил поголемиот дел од македонските племиња. Според легендата раскажана од Херодот, Пердика заедно со своите браќа Аероп и Гаван работеле кај некој крал од Горна Македонија. Секој ден за ручек жената на кралот месела леб. Лебот кој бил наменет за Пердика секогаш бил најголем и кралот мислел дека Пердика има нешто со неговата жена. Кога требало да им плати за тоа што го сработиле, тој ги повикал во својата одеа. Во неа имало само еден прозорец, низ кој влегувала сончевата светлина. Кралот им дал една торба и им рекол да соберат од светлината колку што сакаат. Тогаш Пердика го извадил својот меч и со мечот направил еден круг на земјата каде што паѓал заракот. Од таа земја ставил во торбата и му го кажал на кралот дека тој ќе направи своје кралство големо колку сонцето. Така Пердика направил своје кралство, ги обединил македонските племиња и го поразил кралот кај кого што работел. По Пердика I пак на Македонското кралство дошол неговиот син Аргиј I од 678 година до 640 година пред нашата ера, за да по неговата смрт пак доаѓа неговиот син Филип I од 640 до 602 година пред нашата ера. Од 602 до 576 година, иако бебе, поради смртта на татко му Филип II, кој загинал во битка со илирите, бил поставен да биде син неговиот Аероп I. Еве што кажува за Аероп I. Тој бил крал на Македонија од династијата Аргеаидите, син на Филип I, правнук на Пердика I, четвртиот крал и татко на Алкет I. Според примогенитура, за крал е прогласен уште во Лулка, како што спомнав, на бојното поле пред битката со илирите, зашто според Јустин на македонците не им недостига храброст туку крал. Ја зајакнува македонската воена организација и во негово време македонската држава се проширува. На почетокот од неговото владење, тракиците и илирите честопати ја напаѓале Македонија. Се верува дека македонците почнале да остваруваат победи над тракиците и илирите, откако на чело на македонската армија во битките застанал и младиот Аероп. Неговото присуство придонесло да се зголеми борбениот морал кај војската, со што тракиците и илирите биле приклопени да престанат со нападите. Ете, тоа беше дел од македонската историја, почнувајќи со првиот
меѓу 50 македонски антички владатели.
Фирмата Недан Тим Рилисте, специјалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Побарајте го Васко Недановски на 647 333 9628 или 905 877 8262. И ова година Леринското друштво ја отвора вратата на организацијата на паркот и Линденски на организацијата Обединети македонци на 9 јули за да сите вас сведочека со убавата македонска музика, а за добар апетит и вкусните кебапи и пченка се грижат и самите домајкини. Цената е $10. Председателот на Леринското друштво Грегори Цанев со неговата управа ве поканува за да заедно и пријатно го минете овој јулски ден 9 јули. Добро дојдени сте сите. А кујната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Трима граните вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Побарајте го Алек Кирков на 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. И како и обично, последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Сите знаеме дека за Македонија и македонците е пишувано со илјадници години, а пак од втората половина на 19. век западните држави начело со Германија, Англија и Франција, исплашени да не се појави и трета македонска империја која ќе биде велесила, почнаа да креираат мали држави, а со тоа и историјата на Македонија ја изветоперија. Просто човек дали да плаче или се смее иронично, а многу повеќе жално што таква катастрофа ни направија на нас македонците и воопшто на самата Македонија. Додека на другите држави, вклучувајќи ги и нашите комшии, им ги подарија државите сечејќи од таа македонска земја, на нас македонците ни е оставено Македонија како нивни наследници да бидеме, а ништо не ни е подарено. Исто како што и македонскиот јазик кој им го дадовме на сите словени или народи од македонски род како најстар народ кој постоеше во Европа и пошироко. Тој народ, за да нивниот јазик кој денес го зборуваат е дијалект на македонскиот, дури и на татарите кои дојде од Средна Азија со монголско-татарско потекло во 690 година како банда, апаши без цивилизација на тогашниот дел од Македонија кај реката Дунав и Црното море, со нивниот така наречен Алибаба, односно хан Аспарух, и со муслиманска вера, за да подоцно го преземат македонскиот јазик, писмо и христијанството, а од 1878 година се креира држава, што поточно после 1908 година, како нивни следбеник на татарите, постана официјална Бугарија. За жал, таа ново создадена држава, наречена Бугарија од 19. век, исто како и Грција од 19. век, со помош на надворешните западни сили и домашните предавници, ни зедоа речиси се. Остана само уште еден од диреците која крепи македонската држава, а тоа е Јустинијановата црква, Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Познато ни е на многумина кога поглаварот Стефан толку многу се понижи и со владиката Наум и Јаков, како и неколку представници од владата, отидоа пред неколку години да барат за да Македонската православна црква Охридска архиепископија биде ќерка на Бугарската православна црква, односно отиде да ја моли Бугарската православна црква да му биде мајка на Македонската православна црква Охридска архиепископија, каде за среќа, благодарение на Господа, благодарение на Бога кој можеби и тој такво нешто не сакаше, па Бугарската православна црква ја одби понудата. Не беше тоа доволно, но паралелно со тоа, грците и нивниот Вартоломеј од Цариград, што Ција го постави во 1991 година, без прекин, се до ден денес работи и тој на тој наш последен македонски директ за да го сруши.
Исто како што направи со Украинската православна црква, ја направи само во православна црква на Украина, иако со враќањето на автокефалијата од страна на Српската православна црква, а не признавање би рекла, затоа што, како што реков, Македонската православна црква е мајка на сите православни цркви. Ние го имаме истото канонско право како и сите други православни цркви, а Вартоломеј не е ништо повеќе поголем од поглаварите или екзархите на другите православни цркви, кој работи се стреми да стане некаков си папа на целото православје. До кога поглаварот Стефан со речиси сите владици со исклучок на Петар, Агатангел и Григорий ќе биде алатка во рацете на тој цариградски фанар Вартоломеј? Зарем не е свесен дека го местат, дека тој Вартоломеј го припрема за да биде екзарх на така наречената православна црква на Северна Македонија, Охридска архиепископија, сатанскиот слуга Партени од Бигорскиот манастир, кој пак пред 2 недели служеше на грчки јазик во самиот манастир, а манастирот пак да биде нова столица на таа така наречена православна црква на Северна Македонија. И при големите уцени со неговиот приватен живот, што му прават на Стефан, ако навистина си ја сака Македонија, ако навистина си ја сака Македонската православна црква и се поцрнил за верата, а многу повеќе ако од срце си сака се што е македонско со неговите македонски корени, тогаш тој наш поглавар не смее да има страв да се плаши. Мора да го надмине стравот, зашто само со храброст, со решителност се надвладува. Најпрво, црквата не е нити негова, нити на сите негови владици, попови и стомисленици. Не е нивна имовина или имовина на нивните татковци, дедовци. Ако македонскиот народ делел од залакот нивни или од залакот на нивните деца, како што овде се случи со изградба на црквата Свети Климент Охридски, за да се даде, да се помогне да се градат македонски православни цркви, тогаш тој наш поглавар треба да застане цврсто и да каже доста е. Македонскиот народ веднаш ќе застане до него до сите нив исто верници што се владици заедно со него во одбрана на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Ако представници на надворешните сили како Германија, Европската унија, НАТО, ЦИА, како заулавени ранети волци доаѓа за така наречениот Преспански договор, овде никоја организација, никоја институција, држава не може да влијае нити да ни промени на нас, зашто, како што реков, црквата е на народот македонски. Верниците кои одат во тој црковен храм е да се помолат и спокојно да се вратат во нивните домови. Верниците се тие кои одат да крштеваат, венчаваат, одат за нивни домашни слави да ги прават обредите, а и кога умираат се носат во тој духовен храм за да со молитвата бидат испратени во нивниот вечен дом. Затоа, браќи и сестри, македонци и македонки, потпишете ја декларацијата која со преку 100.000 потписи им даде проблем веќе на грците и на Вартоломеј. Со ова одбрана врз Македонската православна црква Охридска архиепископија како важен документ дека не сме народ од вчера, туку сме македонски народ на Свети Павле. Нашата црква е првата апостолска црква. Со вашите потписи никој не може да направи штета врз промена на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Но тука борбата не застанува. Бидејќи се ближат и парламентарните избори што ќе бидат на Република Македонија во март идната година, ќе се направи нова декларација во која ќе има 10 така наречени национални заповести, каде дефинитивно ќе биде ставена и точката за да се поништи тој проклет Преспански договор, Бугарскиот договор и Тиранската платформа. Ќе биде ставена точка за поништување на сите илегални закони, амандмани донесени во 2017 година и порано, меѓу кои законот на јазиците, каде службен јазик ќе биде македонскиот. Дека Македонија е со нација македонска во која живеат и малцинства, како што ги има во сите држави во светот.
Дефинитивно со тоа ќе кажеме дека ние македонците не сакаме да градиме држава за странците кои дошле на таа територија, или дошлаци да речам. Туку таа исконска Македонија е држава на македонците и на лојалните граѓани во неа. Затоа, дајте го вашиот подпис на декларацијата за да се зачува уставното име на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Со ова се ближат и последните минути на вечерашна наша емисија, почитувани слушатели. Не можеме да се одјавиме, а да повторно не ви се заблагодариме што и вечерва бевте со нас. Слушајте ни идната недела од 6 часот навечер на Брановата должина 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител на Глас од Македонија Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ, а истовремено и честит нека ни е празникот Свети Наум Охридски. Добра ноќ. Каде се нашите списанија? Сеје, прави пепел станало од Грчка.